Градежната офанзива за осовременување на патиштата ширум државава се интензивира и на автопатот Прилеп-Битола. На главниот пелагониски патен крвоток во моментов се работи на така наречената секција 4, односно на 10-тиот километар од 41 километри долгата траса, која опфаќа и 10 моста, 16 надвозници и 6 подвозници. Проектот вклучува повеќе од 5 милиони кубни метри ископ и речиси 4 милиони кубни метри насипен материјал. Во моментов имаме пристап за градежни активности на приближно 10 километри, со работни фронтови кои се шират кон Прилеп и Битола. Завршувањето на оваа автопатска делница на Пелагонија ќе и донесе значително скратено и безбедно патување, особено што овој регион со години беше сообраќајно слепо црево, кое негативно се одразуваше како на севкупниот економски развој, така и на сообраќајната безбедност, сметаат градоначалниците од Прилеп, Битола и Могила, кои денеска извршија увид во градежните работи. Ова инфраструктура не значи само дел од коридор 10, него е од огромно значење за напредокот во Пелагонискиот регион со поврзување на Прилеп, Битола и сите соседни населени места, со тоа што ќе им овозможиме побрз пристап на селата кон градовите. Исто така, со реализирање на овој проект, нашите потенцијални инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Пелагонискиот регион, ќе имаат побрз и побезбеден пристап во нашите индустријски зони, односно на нашите градови. Тука е на 15 на километри од Битола и Грција, нашиот европски сосед, и ако нова се надоврзе она што ЈПДП, јавното предпријатие, го планира од негде петлјата Могила, со некои 17 километри, нов спој со границата со Република Грција, тоа уште повеќе зголемува вредноста на овој автопат. Патувањето кое ќе се скрати за Прилеп Битола е едно од бенефитите, но еве морам да напоменам за Могила, на само 5 километри од првата клучка имаме индустријска зона, која веќе 80% е распродадена, почнува да се развива самата зона. Тоа е еден, ајде да речам, еден импакт за економскиот развој. Инаку, иако има многу експроприации, присуство на стари експлозивни средства и археолошки наоѓалишта долж трасата, сепак очекувањата на Бехтел и ЕНКА се дека овој проект ќе биде завршен согласно договорот, односно до 2027 година.